Почитувани, денеска сме пред објектот на градот Скопје. Дојдовме бидејќи чувме дека градоначалникот Петре Шилегов, покрај тоа што е љубител на многу земски задоволства, е љубител и на скапа зелена трева, по примерот на онаа наследена во строгиот центар на градот, во популарното трло на плоштадот, кој чини неверојатни 530.000 евра. И плюс уште толку заселениот кров на ГТЦ. Ова зелено задоволство на Шилегов, скопјани, ги чини 1.100.000 евра. Затоа ние дојдовме да му понудиме тепсија трева, која целата чини помалку од 1 евро, а ние во духот на солидарноста ја даваме бесплатно. Оваа тепсија трева е далеку поевтина од златната трева во трлото на плоштадот, каде што веројатно еден лист чини 1 евро. Ова е македонска корова трева, која им пркоси на минливи и фрустрирани политичари. Ова, слично како и тревникот на плоштадот, може да се користи повремено за овци, а може и да трчка по некое зајче од познатата раса Муртиногейт. Но шегата настрана, нервозниот градоначалник Петре Шилегов и неговиот тим длабоко се заглавија во овој скандалозен и скап проект. Еднаш велат градот Скопје гради, еднаш велат анонимни граѓани саделе трева. Се прашуваме, дали утре и задутре некој анонимен граѓанин нема да изгради нова платформа на матка, зграда сред паркот или кафеана на покривот на ГТЦ. И Петре Шилегов нема да отиде тоа да го презентира пред медиумите како негов свој скап проект. Народот вели, не за кого е речено, туку за кого е печено. Со здравје милионската трева. Туку, господине Шилегов, докаде е оставката? Или уште планираш да ги мачи скопјани, а и скопјани да се мачат со тебе? Ви благодарам.